Добар ден, драги гледачи! Нова дружба со детска соба, а во неја нови содржини во веќе вам добро познатите рубрики. Денес ќе научиме нешто ново, ќе ве запознаеме со нов млад талент и многу друго. Ајде, да не ви откривам се. Почнуваме! Кои влекачи ја населувале планетата Земја пред околу 200 милиони години? Тоа се диносаурусите. Да дознаеме нешто повеќе за нив. Диносаурусите биле влекачи кои ја населиле Земјата пред околу 200 милиони години. При крајот на периодот Креда настапува крај на нивната раса. Името диносаурус доаѓа од грчки збор кој што значи страшен, моќен, поточно гуштер, а прв го употребил англискиот зоолог Ричард Овен во 1842 година. Диносаурусите скитале по нашата планета пред околу 200 милиони години, а изумреле пред околу 60 милиони години. Најстариот откриен вид диносаурус е пронајден во близината на езерото Њаса во Танзанија, Африка. Овој диносаурус се претпоставува дека живеел пред околу 240 милиони години. Тој бил висок околу 1 метар, со исто толку долга опашка, тежел меѓу 20 до 60 килограми, стил исправен и имал рогови. Овој диносаурус живеел по средниот тријас, во времето кога континентите биле споени во копнена маса, позната како Пангеа. Врз основа на многобројните пронајдени фосили, може да се каже како изгледал целиот костур и со сигурност да се каже како изгледало животното. Во зиската пустина Гоби се пронајдени огромни легла и коски на диносауруси. Најдени били и огромни јајца во форма на компири кога ги носела женката на диносаурусот, и тоа јајца при крај на инкубацијата на младите, само што не се испилиле. Фосили на диносауруси се пронајдени во сите наши континенти, што го докажува постоењето на диносаурусите. Но за да се одржат биле потребни известни услови. Тие биле лазачи, тоа значи биле животни со ладна крв. Температурата на нивните тела се менувала со температурата на воздухот. Многу од нив живееле во мочуриштата, каде изобилната вегетација им и омозвожувала непресушни извори на храна. Но климата нагло почнала да се менува. Мочуриштата испариле, зимите станувале се постудени и суви, исчезнала и вегетацијата, единствениот извор на нивниот живот. Станувале се потромави и потромави. Тие биле немочни да се прилагодат со ново создадените услови и затоа изумреле. Голем број на диносауруси биле камуфлирани. Нивната кожа имала шара што биле приспособени на околината. Диносаурусот имал боја на песок како денешните лавови. Полесно за да се стопи во бојата на песокот во задината или со сувите, жолти листови. Никој со сигурност не знае дали диносаурусите знаеле да препознаат боја. Се знае дека некои диносауруси, наречени хадросауруси, имали израстоци и кикиришки како петлите, набори и кеси на нивните глави, што можеле да ги исполнат со воздух. Може би диносаурусите ги користеле таквите израстоци да се испратат сигнали еден на друг. Некои видови денешни влечоги се испраќаат сигнали на овој начин, може да се каже дека некои диносауруси веројатно можеле да препознаат. Досега се пронајдени само неколку коски од суперсаурусот и ултрасаурусот, но и двата вида се потешки од браихасаурусот. Рекордот го држи ултрасаурусот со речиси 30 метри должина, 12 метри височина и дури 130 тони тежина. Оваа тежина е еднаква со тежината на 20 големи слонови. Сауроподите имале најголеми најтешки коски. Пронајдена е бутна коска која тежи околу 450 килограми. На првите ловци не им било лесно да ги пренесат коските дома. За таа цел, денес често пати се користат хеликоптери. Пред околу 180 милиони години, диносаурусите господареле со Земјата. Тогаш ги имало многу и господареле со Земјата и тој период е наречен период на лазачи или рептилите. Односно научниците го нарекувале Мезозоик.
Се претпоставува дека првите диносауруси биле поголеми од мисирка и газеле само со задните нозе. Со време тие израснале во големи потешки животни, додека конечно не станале толку огромни што им сопствените нозе не можеле да ги додржат на земјата. Еден од гиганите во тоа време бил бронтосаурусот, кој имал должина меѓу 20 до 25 метри и тежел околу 38 тон. Други видови диносауруси останали понатаму на копното. Така, например, тираносаурусот, долг 15 метри и висок над 6 метри, морал да представува своевидно чудовиште и бил најкрвожеден меѓу тогашните диносауруси. Диносаурусите се развивале на различни начини, но никој од нив немал развиен мозок. Можеби една од причините за изумирање биле тешкотиите да им избегаат на непријателите. Многу научници сметаат дека биле жртви на сопствената тежина и на настанатите промени на планетата Земја, како и на промените на температурата, а се смета и дека некои од нив не можеле воопшто да преживеат на копно, односно надвор од мочуриштата. Карате клуб Љуботен. Доста познат за сите оние кои што го сакаат или пак се занимаваат со овој спорт. Токму овој клуб го посетивме и разговаравме со неговиот основач. Погледнете за што станува збор. Каратето е јапонска боречка вештина која ги користи сите делови на телото со цел за самоодбрана. Одблизу ќе ве запознаеме со тоа како изгледа борба во каратето и се околу карате клубот Љуботен. Добар ви ден, почитуван сенсеј Јованчо Јовановски. Ви благодарам за прекрасниот дочек. Ви благодарам на телевизија Ултра што ни бевте гости, што не устоивте нашиот клуб да го презентирате во нашата општина и широм на Западна Македонија, колку што е, мислим, сигналот на Ултра, гледаната телевизија. Драго ми е, ипак овој е 45 години јубилеј. Најпрвин да започнеме со непознат збор. Сенсеј. Непознат како и за мене, така верувам и за многумина. Па може ли да ни го објасните овој збор? Па јас ќе ви кажам. Сите овде, сенсеј значи карате учител. Значи, јас сум дел што сум присуствувал единствен, значи, од Македонија, што сум бил светски карате судија во колевката на каратето во Токио. Значи, месец дена бев, тоа беше 94-та година. Тоа прв пат, јас сум запишен, еве има во книга овде што ќе ја доделим, значи све документовано, све папирологија, значи се гордеем, тамо нема на име, само се поклонuje ос сенсеј. Значи, тоа стои државата, Јапан, над карате мајсторите, што ги почитуваа. И сака овде ја ги воспитувам нашиве деца, сенсеј. Што значи се тоа? Он може да ми рече на име, Јованчо или мајсторе. Значи, кога идеме таа гестикулација на ни светот, нема име, тој се поклонува од сенсеј и гестикулациите на јапански го прашува дали е ката, дали е ова, дали е она. И така се изговара, тој е званични сенсеј, јапански карате мајстор. Значи, тој збор е сенсеј од Јапан. И ние сме, пошто га вежбамо нивната источњачка вештина и мора се прилагодимо на нивниот систем. Сега може ли да ни кажете нешто околу почетоците на карате клубот Љуботен? Од кога постои овој клуб? Па, јас ќе ви кажем, клубот постои од 72 година. Значи, прво бевме како феријалец, општински феријален сојуз. И сега во тогашната Југославија и системот не дозволуваше
Таја беше плејада на братството и единството, Фериалниот сојуз. И дојде, мора да се направи клуб. Не може. И сега дотичните тие другарите од управата наша, пошто сум ја Љуботенџија, и го прифативме името Карате клуб Љуботен. И Љуботен беше во состав на спортско друштво Љуботен, кај што беа фудбалери, одбојкари, скијачи, шахисти, пинпонгари, од сите. Значи, од сите тие све пропадна. Само ја останав. Тие може да речемо скијачи двајца без тројца да бида, или планинари, како да кажем. Клубот учествува во систем на надпревар во нашава држава. И ние меѓународно идеме низ цел свет со клубот. Значи, овде во Карате клуб под моје руководство 6000 деца прошле низ рака. Значи, тоа е за поздравување, не е тоа у школа, професориве, наставници, тоа физкултура. Ова е друга песма овде. Значи, овде доброволно кој сака да дојде. И јас се гордеем тоа и можем многу да зборувам. Карате клубов Љуботен. Значи, вежба деца од 5 години до 25 години. Што е поентата на малите деца во градинка што одат? Значи, има исчешени куко или не знам што со компјутери, со лаптопови, што знам тој, айфони, што им знам тие работе. Значи, овде кој доаѓа дете, малечко. Значи, овде прво личноста да му се оформи, да биде истрен, да го васпиташ. Не е васпитание као школа. Овде има карате посебна дисциплина. Значи им дава една сатисфакција на децата, една контрола, ментална способност на секој движење, на секој збор. И тоа ги охрабрува, и еве јака сега 68 години, кад деца со нив барабар сега. Паѓам на тоа, толку, затоа и децата жива со мене овдека. Толку им давам задоволство, што од малечки, пазите, дете овде имам сега, тој најголемиот Љубеша, 15 години вежба. Нека ми каже некој кој клуб дете од 5 години вежба, од 5. 2 метра, значи, тој 15. И сега тој е оформен личност. Пола Европа га прошол со мене. Кај сакаш, пушти го. Значи, тие деца са храбри. Кај сакаш, пушти ги, се снаоѓа у секој сегмент на животот. Дали во училиште таму, дали во приватниот живот. Значи, има детската психологија. У каратето е филозофија на детето. Доста пријатен разговор. Ви благодарам, почитуван сенсеј Јованчо Јовановски. А сега да потпрашаме и дел од вашите ученици, надежни каратисти. Колку години си член во карате клубот Љуботен? Јас во карате клубот Љуботен сум член 5 години. Кои се твоите достигнувања во каратето? Моите достигнувања во каратето се големи, имам околу 50 медали освоено. Исто така, мој најголем успех се двете балкански првенства на кои сум бил. Зошто одлучи да се занимаваш со карате? Што беше пресудно? Па каратето беше за мене пресудно. Го сакав овој спорт и се запишав и ќе терам до крај со него. До кој појас си стигнат? Јас стигнав до ЦМПС први ден. Браво! Како изгледа еден тренинг? Може ли накратко да ни го опишеш? Еден тренинг изгледа да вежбаме вежби и кати. И ката пирамидан и други кати. Колку години си член во карате клубот Љуботен? Проборно бе в 8, сега сум 9. Супер! Кои се твоите достигнувања во каратето? Во каратето 25 медали сум добил, еден трофеј.
Како се викаш? Јас се викам Ахме Шакири. Колку години имаш? Имам 9 години. Како го поминуваш времето тука? Дали е тука забавно? Тука е многу забавно. Супер. Како го поминуваш времето тука? Забавно ли ти е? Јас тука го поминувам прекрасно времето, учиме нови кати, нови покрети, борба и тука ми е прекрасно, јас го сакам каратето и затоа одам на карате. Јас сум прв плав појас и сега имаме напорни тренинзи, бидејќи сега се спремаме во турнир во Лесковац. Како се викаш ти? Јас сум Елена Марковска. Колку години имаш? 6. Како го поминуваш времето тука? Прекрасно. Зошто одлучи да се занимаваш со каратето? Зошто го сакаш каратето? Па, Ти се допаѓа овој спорт, така? да. Како се викаш? Лука Божиновски. Колку години имаш? 6. Како го поминувате времето тука? Се дружите, забавувате? Да. Зошто го сакаш каратето? Што сакам да вишпам. Добро. Може ли да ни опишеш еден тренинг? Како започнувате? Например, најпрвин се загревате, а потоа што правите? Потоа учиме катите. Во ред. А најпрвин кажи ни како се викаш? Емира Шахаби. Колку време тренираш во овој клуб? 2 години. А сега ми е драго една книга од Карате клуб Љуботен, по повод 45 години ми е, преема оваа година, ви доделувам една книга да имате во вашата архива. Изволте, ви благодарам. Ви благодарам и на вас за ова прекрасно изненадување. Секој човек има вродена способност за нешто. Па нашиот млад талент е успешен каратист, кој што спаѓа во мастер класата. Еден од најдобрите каратисти во карате клубот Љуботен, па и пошироко. Лука Бојовски. Здраво и добре дојде. Здраво, благодарам на поканата. Да започнеме најпрвен со твоите почетоци во каратето. Од кога почна да се занимаваш со овој спорт и што те привлече кон него? Јас со овој спорт почнав да се занимавам од 2012 година во карате клубот Шарпланинец. Па потоа дојдов во карате клубот Љуботен и кон овој спорт каратето ме повлече тоа што гледав многу различни филмови со боречки вештини, со карате, со кунфу. Додека гостувавме во карате клубот Љуботен, дознавме дека имаш освоено доста награди. Пајте подетално за нив. Например, каква беше конкуренцијата, каде се надпреваруваше, кој беше твојот најтежок надпревар, да речеме, и слично. Као моја најтешка борба, најтешок надпревар беше надпреварот што се одржуваше во Лесковац во 2016 година. Таму се наоѓа во 16 финалето, што не се од 16 финалето, што не се дешава толку често. И јас дојдов до самото финале со тоа што победувачи 4 бугарски репрезентативци. 4 бугарски репрезентативци дојдов до финалето, до самото финале, за жал во финалето загубив македонски репрезентативец. Исто така, мојата 2016 година беше богата со многу медали, со дипломи. Да, на Балканското првенство во Белград што се одржуваше во Србија, за жал јас изгубив во првото коло од хрватски репрезентативец.
резултатот беше 0-0, па судиите одлучуваа кој да помине понатаму. Јас тогава го загубив. Исто така, тоа е мојот најголем успех, двете балкански првенства на кои сум учествувал во 2015 и во 2016. Браво, како се гледа, полна маса со дипломи. Да. Па сега може ли да ни кажеш некоја интересна случка, што се случува еве на пример за време на некој тренинг или пак за време на некоја борба? Па на интересна случка ми беше сега што го кажав за турнирот во Лесковац, што не се дешава толку лесно. Од 16 финале дојдеш до самото финале. Тоа што победив 4 бугарски репрезентативци. Тоа не се случува толку често и во самото финале загубив од македонски нацијец. Браво, супер. А сега, освен талентот, што се треба да поседува еден успешен каратист? Еве, например, дисциплината исто така е важна. А за неговиот успех, дали влијае и физичката активност и здравата исхрана? Да, физичката активност влијае на не само спортист, било кој спортист, не само во карате, во фудбал, во кошарка. Исто така исхраната, како се храни, треба да одржува кондиција. Најважно за секој спортист е и одморот. Одморот е многу важен, треба биде одморен. Тоа е најважното за некој спортист. Треба талентот да се надоградува, да се вежба напорно. Да. Па, како го користиш ти слободното време? Дали имаш уште некое друго хоби? Не, јас немам некое друго значајно хоби. Читам лектири, учам. Ти си стрикно насочен кон каратето, Така. огромен љубител кон каратето. Да. Па сега кажи ни нешто околу карате клубот Љуботен, зашто се спремате во моментот? Дали следуваат ли нови надпревари? Да, сега на 26 февруари ние се подготвуваме за турнирот што се одржува во Лесковац во Србија. Таму јас ќе одам. Потоа следат турнири во Власотинце, исто така во Србија. Потоа март, април таму следат и турнирите тука во Македонија. Браво. И за крај кажи ни што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Дали и понатаму ќе продолжиш со каратето? Сакаш ли да го наследиш својот наставник? Да, јас ќе сакам да го наследам својот наставник, ако ми се даде прилика за тоа. Исто така ќе продолжам со овој спорт, но милен ми е, мислам дека ќе продолжам свој спорт до крај. Лука, мило ми беше што гостуваше во нашата емисија. Ти посакувам уште многу успеси, па да се видиме пак. Благодарам. А ние продолжуваме со следните содржини.